Изјавата на српскиот председател Вучиќ дека српската црква е иста со таа во Скопје за македонскиот премиер Мицкоски е комуникација која не прилега на времето во кое живееме. Ваквата реакција следи откако председателот на Србија за време на одбележување на годишнина од акцијата Олуја рече дека една е српската црква и таа била иста во Пирот, Сиднеј, Скопје, Франкфурт. Според Мицкоски пак Македонската православна црква Охридска архиепископија е темел на македонскиот идентитет. За мене лично Македонската православна црква Охридска архиепископија Јустинијана Прима представува нешто кое што е најсветол дел од македонскиот православен идентитет. Се разбира, ние имаме и македонци кои што се од друга вероисповест, не се само од православна вероисповед, но како столб на македонскиот идентитет, Македонската православна црква е нешто над се за мене како човек. А таков тип на изјави ниту имам намера да коментирам, ниту би сакал да навлегувам во било каква дневна комуникација со изблици на нешто кое што повеќе прилега на минатиот век, а не на 21 век. Сличен став изрази и Светиот архиерејски синод на МПЦ ОА, кој потсети дека ја остварува својата мисија исклучиво на својата канонска територија. Но експертската јавност предупредува дека зад ваквите изјави од Белград има подлабоки имотни и канонски дилеми засновани врз томосот за автокефалност издаден од Српската црква. Новинарот и аналитичар Бранко Ѓорѓевски посочува дека во томосот од СПЦ е наведено дека манастирите и светилиштата во Македонија се даваат на користење на Македонската црква, додека имотот формално е во рамки на Српската православна црква. Практично имотот на СПЦ е изнајмен на Македонската православна црква, која со тоа, според црковен Белград, не е вистински собственик на црковните имоти во Македонија. Отаму, веројатно и теза дека СПЦ е иста и во Македонија, дека имотите се незини, а што постојано го повторуваат одредени српски интелектуалци блиски до СПЦ и се пласира како содржина во тамошните документарни програми. Изјавите од српска страна според Ѓорѓевски укажуваат дека за СПЦ односот со Македонската црква не е однос меѓу две целосно независни цркви, а тоа често се користи за оспорување на црковниот суверенитет на Македонија. Прашањето за некакво канонско присуство на СПЦ во Македонија би требало да е затворено со томосот за автокефалност, што СПЦ ни го дала пред 4 години. Таа тогаш не ја призна юрисдикцијата, а одозгора било договорено и тоа се исполнило припојување на епархиите кои ги имале Јован Врничковски и другите владици на нивната православна Охридска архиепископија. Значи, прашањето на канонската юрисдикција во Македонија би требало да е целосно завршено и јасно. Пред 4 години Македонската црква доби томос за автокефалност од Српската црква, со што се надмина спорот со Белград кој траеше повеќе од половина век. Во меѓувреме се уште се чека томосот од Вселенската патријаршија за целосна независност на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Зоран Јаневски, Сител телевизија.